Другарчиња, здраво! Јас сум учителката Сузе од градинката Орце Николов и ве поканувам заедно да се дружиме. Денес ќе разговараме како правилно да се грижиме за нашето здравје. Најпрво да се поздравиме. Ајде сите да си махнеме. Здраво! Сега може да започнеме. Што ни треба за да бидеме здрави? Потребно ни е да имаме воздух, здрава храна и млеко, вода, дом, физичка активност, сон и лична хигиена. Ајде да видиме зошто ни се потребни сите овие работи кои што сега ги наброивме. Воздух. Воздухот го има насекаде околу нас, но бидејќи тој нема боја, ние не можеме да го видиме. Меѓутоа, затоа можеме да го почувствуваме. Ајде најпрво да си направиме една вежба за да го почувствуваме воздух. Сите ќе го ставите рачето пред вашата уста, ќе земеме длабоко воздух и полека ќе го испуштаме, дувајќи во нашата раче. Ајде заедно. Земаме воздух и дуваме. Го почувствувавте воздух, нели? Сега можеме да си направиме една вежба. Тука ние имаме една цвеста, која што има 5 краци. На секој крак ќе земеме воздух, ќе го задржиме, а потоа ќе го испуштиме. Повторно ќе земеме воздух, ќе го задржиме, па ќе го испуштиме. Ајде да започнеме заедно. Земаме воздух, задржи, испушти. Земи воздух, задржи и испушти. Земи воздух, задржи, испушти. Земи воздух, задржи, испушти. И уште еднаш. Земи воздух, задржи, испушти. Браво, другарчиња! Сега можеме да продолжиме, бидејќи сме подготвени за нашата активност. Чист воздух ни е потребен за живот и здравје. Значи, за да можеме да живееме, нам ни е потребен воздух. Но не било каков воздух. Потребен ни е само чист воздух и така ќе бидеме здрави. Воздухот во себе содржи кислород кој што ни е потребен за да можеме да дишиме. Затоа што без воздух ние не можеме да живееме. Потребна ни е здрава храна, млеко и млечни производи. Здравата храна ни е потребна затоа што таа ни помага да растеме и да бидеме здрави. Доколку здраво се храниме, ќе бидеме здрави и ќе пораснеме големи како мама и тата. Храната на нашето тело му дава енергија која што ни е потребна за игра, но исто така и за да можеме да учиме. А млекото и млечните производи се корисни за нашето тело затоа што тие ни овозможуваат да имаме здрави зъби и да имаме цврсти коски. Затоа редовно да пиете млеко. Вода. Водата му е потребна на нашето тело за да може да функционира. Сигурна сум дека ви се случило кога надвор играте да посакате да се напиете водичка. Затоа што сте жедни. Значи потребно е да пиеме 2 до 4 чаши вода во текот на денот. Затоа пиете водичка. Без вода не можеме да живееме подолго од 3 дена. Запомнете, дечиња. Без вода можеме да живееме само 3 дена. Водата исто така е важна и за мозокот. За да може мозокот правилно да функционира, за да можеме да размислуваме, нам ни е потребно да пиеме вода. Зошто ни е потребен домот? Домот
Не штити од временските неприлики. Тој не штити и кога надвор врне дожд и кога врне снег. Веднаш брзаме за да се скриеме во нашиот дом. Облеката која што ја носиме пак штити нашето тело и одржува телесната температура. Затоа, кога е надвор топло, ние облекуваме летна облека со кратки ракави. А додека надвор кога е ладно и кога ни студи, тогаш облекуваме топла облека за да се заштитиме од студот. Сенката која што ни ја нуди нашиот дом не штити од сонцето и од неговата топлина. Затоа, кога надвор е многу топло, треба да одиме дома за да се заштитиме од сончевите зраци. Сега предлагам да си направиме една вежба. Ке замислиме сите дека сме надвор и дека надвор врне дожд. Но сме заборавиле да земеме чадор. Ајде да видиме како дождот паѓа врз нашето тело. Со помош на нашето раче и прстињата ќе го покажуваме паѓањето на дождот. Да видиме како паѓа дождот. Најпрво паѓа врз нашата глава. Не допира по косата. Потоа дождот паѓа врз нашето чело. Потоа се спушта надолу на обровчињата, па се спушта кај устата, па се спушта на нашата брада, а потоа и врз нашето тело. Дали се чувствувате убаво другарчиња? Да, сигурна сум дека се чувствувате убаво. Ајде да го прекрниме силно дождот, за тоа што не возможи да се чувствуваме убаво. Браво! Ајде сега да си продолжиме со нашата приказна. Физичка активност. Потребно е да вежбаме, затоа што вежбањето му помага на нашето срце подобро да работи и да остане здраво. Погледнете го ова срце колку убаво работи. Со вежбањето ние го одржуваме телото. А исто така вежбањето може да биде и многу забавно. Сигурна сум дека убаво се забавувате кога се играте со вашите другарчиња. Затоа ви предлагам да се изиграте една игра. Направете еден круг кој што ќе го поделите, како тука на сликата, и на секој дел ќе нацртате по една поза, односно вежба. Земете еден спинер кој што ќе го ставите на средината, завртете го спинерот и местото на кое што ќе застане и спинерот. Ќе ја покаже позата која што треба да ја направите, односно ќе покаже која вежба да ја направите. Играйте оваа игра со вашите другарчиња, верувајте ми дека ќе ви биде многу забавно. Лична хигиена. Телото го одржуваме да биде чисто на различни начини. Треба секојдневно да ги миеме нашите рачиња, пред да јадеме, после одење во тоалет. Меѓутоа, исто така, треба да ги миеме рачињата и секогаш кога тие нема да бидат чисти. Исто така, покрај тоа што треба да ги миеме рачињата, потребно е да ги миеме и нашите запчиња, затоа што, ако не ги миеме, тие ќе се расипат и ќе ве болат. Исто така, треба да ја држиме хигиената и на нашата коса. Косичката треба секогаш да биде чиста, исчешлана и уредна. Но, не само тоа. Треба исто така да одржуваме хигиената и на нашето тело, односно често да се бањаме. Чистотата е таа која што не штити од сите болести, не штити од сите вируси и од сите бактерии. Затоа што, иако се многу мали, за да ги видиме со нашето око, бактериите може често да предизвикаат многу тешки болести. Кога ќе се разболиме, тогаш одиме на доктор. И не грижете се, докторот е тука за да ви помогне кога сме болни. Зошто е потребен сонот? Сонот не е потребен затоа што на нашето тело му треба одмор. После многу играње, треба малку и да го одмориме. Ако не спиеме доволно, тогаш ќе бидеме уморни за игра, но исто така нема да можеме и ништо да научиме додека сме во градинка. А спиењето ни ја враќа енергијата за да можеме повторно да се играме со нашите другарчиња.
А сега, ајде да повториме и да видиме што е важно за нашето здравје. Тука имам јас неколку прашања кои што заедно ќе ги одговараме. Прашање број 1. Ајде да покажеме едни прсте. Прашање број 1. Без што не можеме да живееме? Точно, другарчиња, не можеме да живееме без воздухот. Прашање број 2. Две прсти. За енергија и растење ни треба... Браво! Ни треба здрава храна, млеко и млечни производи. Прашање број 3. Три прстиња. Само 3 дена можеме да живееме без... Што? Точно! Само 3 дена можеме да живееме без вода. Прашање број 4. Покажете ми 4 прстиња. Браво! Каде се криеме од временските и од другите опасности? Точно така. Во домот. Домот е тој кој што не заштитува и местото каде што се чувствуваме секогаш сигурно и безбедно. Прашање број 5. 5 прстиња. Срцето за добро да работи и да биде здраво треба... Точно така. Треба да вежбаме. Прашање број 6. 6 прстиња. Како го одмараме телото? Браво, дечиња! Телото го одмараме со спиење. Прашање број 7. 7 прстиња. Како да ги спречиме заразата и болестите? Браво, другарчиња! Ќе ги спречиме на тој начин што ќе водиме редовно лична хигиена. Точно одговоривте на сите прашања, а сега време е малку за активности. Сега ќе направиме по една активност за сите оние работи кои што сега ги наброивме дека ни се потребни за да бидеме здрави. Што беше оваа сличка што ни покажува? Точно така, ова беше воздухот. Ви предлагам да направите вртелишка. Затоа ќе ви биде потребно да имате еден лист кој што ќе го исечете во форма на квадрат. Секоја од неговите страни ќе исечете до половина, а потоа секоја втора ќе ја превиткате и во средината ќе ја прицврстите како овде на сликата. Доколку имате хартија во боја, направете го тоа со вашата омилена боја. Но доколку немате хартија во боја, имате само бел лист, тогаш сами украсете ја вашата вртелешка. Потребна ни беше да имаме и редовна што? Точно, другарчиња, лична хигиена. За таа цел, јас ви предлагам да направите малку магија. За оваа игра потребно ви е брисач конска хартија. Ќе земете еден лист од таа хартија и ќе го превиткате на половина. Со црн фломастер ќе го нацртате вашето раче, како тука на сликата. Потоа, отворете го листот и во внатрешната страна нацртајте го повторно вашето раче, но врз него со различна боја на фломастер ќе ги нацртате бактериите, бидејќи тие можат да бидат најразлични. Потоа, вратете листот во првобитната положба и ставете го во една чинија во која што има ставено вода. Кога ќе ја допре водата листот, бактериите ќе се појават без разлика што ние не можевме да ги видиме со нашето око. Што ни покажуваше оваа сликичка? Домот, браво, другарчиња. Ви предлагам да го направите вашиот дом. Со хартија да направите една ваква куќа, а во внатрешноста на таа куќа да нацртате членовите на вашето семејство. Следна активност, што беше ова? Вода, браво, другари. Рековме дека водата ни е потребна за лична хигиена.
Затоа ви предлагам да ги избањате вашите куклички. Да го избањате и нивната коса и нивното тело, но не заборавајте со стара четкичка за зъби да ги измиете и нивните зъбчиња. Момчињата можат да ги измијат нивните играчки, затоа што и играчките треба да бидат чисти. Што ни покажуваше оваа сликичка? Точно, овошје и зеленчук, здрава храна. Земете една пластична чинија, а потоа со колаж хартија исечете го вашето омилено овошје и залепете го во незината внатрешност. Доколку немате чинија, тогаш на еден лист хартија нацртајте чинија, а внатре нацртајте го вашето омилено овошје или зеленчук. Браво, другарчиња! Доколку одбирате да бидете здрави, грижете се за вашето здравје. Довидување!